да установиме сличности и разлики. Вие велите дека треба да се воспостави експертска влада во овој период, во истиот период Мицкоски и ВМРО ДПМН бараат предвремени парламентарни избори. Дали мислите дека тука има премногу сличности? Ние бараме предвремени избори. Искрено и ние како Алијанса за албанците сме имали 2-3 пресконференции, бараме предвремени избори, бидејќи бројот на наши пратеници е 3. Меѓутоа, ако ги видите анкетите, ако ги симулирате тие во бројки, излегуваат 9-10. Дури ако направиме со една од партиите или без и алтернатива, сме убедливо пред ДУИ. Така нас ни требаат предвремени избори да расчистиме. Меѓутоа, за нас не е битно ние да имаме добри резултати. За нас е многу битно државата да оди како што треба, барем да земе датум за евроинтеграција, да почне преговорите. И во тој контекст велам како резервна опција, верувајте, не веруваме во судови, во полиција, во премиер, во министер, во СЈО, нема веќе институција во која што граѓаните веруваат. Затоа ја велам можеби како преодно решение, нека остане истиот премиер. Нека се ставаат министри барем во клучни министерства кај што требаат реформи. Ние знаеме експерт по образование или експерт по здравство или експерт по култура или експерт за евроинтеграција, луѓе кои што се кредибилни и ќе го вратат кредибилитетот. Ние да веруваме дека министерот за образование не ги одзема ингеренциите на Гостивар бидејќи Таравари е градоначалник, туку и ги одзема бидејќи тие постапуваат противзаконски. И ако така постапил и Мерко, и него ќе му ги одземат. И ако постапил така и Шилегов, и него ќе му ги одземат. Не да биде селективно. И да почнат нешто да се осети во здравството, во образованието, например, труд и социјала. Ја мислам дека е едно од поуспешните министерства. Општина Гостивар, ако нешто добила, и секогаш е 24 часа отворена, е министерката Мила Царовска. Значи, ние успеавме заедно со нејзе да отвориме 4 нови градинки во Гостивар. Подготвуваме нов центар за деца со посебни потреби. Секогаш што нејзина помош. Нас ни требаат вакви луѓе. Таа според мене, ја реков, е како рол модел во владата. Добро, сега, значи, вие како Арбен Таравари, граѓанин, и како човек на Алијанса за албанците, и како граѓанин, сметате дека треба да има предвремени избори сега во септември, октомври, После овие случувања... После датумот? Не, после овие случувања. Сега што се случуваат со СЈО, ја мислам дека апсолутно треба. Што поскоро, толку подобро. Мислите дека тоа е добро за македонските? Видете, ја повторно, според информациите што ги добивам и од Брисел, ние и октомври нема да добиеме датум. Ова не можам со сигурност да речам, меѓутоа шансите за добивање во октомври се минимални. Така да ние можеме да одиме на нови избори. Грција видовме за месец и пол, после локалните избори, отидоа на предвремени и имаат нова влада која што функционира. Така да кредибилитетот на оваа влада е дефинитивно нула. Тоа значи дека сепак сте на истата линија со ВМРО ДПМН. Видете, тоа е нивен став. Ние немаме брзка, секоја партија се има свој став. Значи не е ова поврзано дека сме комуникација со ВМРО. За жал нема комуникација, има комуникација на ниво на општина Гостивар, бидејќи има советници од ВМРО, од СДСМ, од НДП, од ДУИ, со сите комуницираме и со ВМРО комуницираме ја во Гостивар. Меѓутоа на централно ниво за жал нема се уште. Сме имале средби кои што биле во некоја амбасада или некаде, нормално сме се поздравувале, што повторно мислам дека не е нормално, и со ДУИ немаме добра комуникација, што повторно мислам дека не е во ред. Мислам дека политичките партии треба да комуницираат една со друга, и со СДСМ, и со ВМРО, и со ДУИ, мораме да комуницираме ако сакаме да функционира секако што треба. Дали сте запознаени со ставот на Мицкоски, лидерот на ДПМН, дека тој треба да добие 80, односно со барањето од јавноста и од гласачите да добие 80 гласачи за да може да го врати Преспанскиот договор? Не знам, ние сме против, ние сме за Преспанскиот договор, сме го поддржале и продолжуваме да мислиме дека тоа беше единственото решение за да се биде членка на НАТО и да се започнат ЕУ интеграции. Воопшто не се согласувам со
тој став на господинот Мицковски и на крајот на краиштата ја мислам дека тоа ќе се случи како со Мицотакис. И тој беше против Преспанскиот договор и сега не му пречи многу, така да тие бројки се илузорни да добие некоја политичка партија во Македонија 80 пратеници, плюс да има Бадинтер за да го смени, така да тоа се, ја мислам дека повеќе е како фраза за гледачите и за граѓаните, отколку за навистината. Значи, владата е, ако има нула кредибилитет, повикувате на предвремени парламентарни избори, во тој случај вие сметате дека можеби ако оваа влада нема кредибилитет, тогаш другата најголема политичка партија не мора да значи во таа влада, вие можеби ќе влезете во коалиција со ВМРО-ДПМН. Не, коалициите можно е со сите да се направи коалиција, само треба да се прифати договорот, програмата. И ако бројките импонираат со работка, ја мислам дека можно е се. Не велам дека не може ова или таа опција. Меѓутоа во владата труло е Дуј. 17 години е во таа влада. Ако кредибилитетот на таа влада е намалена, главната причина е апсолутно се луѓето од Дуј кои што ги слушавме во поранешните бомби, сега од бомбите кои што доаѓаат од ЛЧК, слушаме дека е пола режим е дел од владата и дел од компрометираните политичари на ВМРО за жал ние ги гледаме дека соработуваат и со СДСМ сега. И тоа е тоа што го намалува кредибилитетот. Ја мислам дека СДСМ повторно може да направи релативно добри резултати на избори. Ако се оди на редовни избори, ја мислам дека ќе биде кобно за нив. Мислите дека СДСМ има повеќе шанси на предвремени парламентарни избори? Апсолутно. Вака како што течат работите, не се очекува ништо спектакуларно да се случи, само скандалите се една по друга. Ја мислам дека за СДСМ е многу подобро сега да има избори отколку идната година. Идната година редовните се во декември 2020 година. Што мислите вие? Дали ЛЧК треба да продолжи со објавување на бомбите и воопшто бомбите дали треба да ги дознае јавноста? Не само овие за Дуј најновите, туку воопшто сите бомби кои беа на располагање, а сепак не беа само еден дел слушнавме од нив во јавноста во изминатите 4 години. Дали воопшто требаше да се започне со бомбардирање од тој тип или пак требаше да биде тоа програмирано, односно редуцирано само на индиции за криминал, а не и приватни разговори, или пак едноставно мислите дека треба да се објават сите бомби, да дознае јавноста што се прислушувало и што се има во тие прислушувани разговори. Венецијанската комисија кажа се. Значи, се што е во јавен интерес, ја не сакам да ги слушам приватните разговори на некој, воопшто. Ама кога избираат председател на суд, кога избираат дали е човекот доверба овој судија да го ставиме, кога избираат професори на одредени факултети или кога зборуваат како да зборат со медиуми или како да им се заканат на медиумите, ова ме интересира. Мене ме интересира зошто или за тендери 14 години ниеден медиум да не збори ништо лошо за една политичка партија, треба да ги однесеме во Германија, да ги конкурираат на Меркел. Значи не слушнавме ништо, значи имало притисоци и тоа го слушнавме. Судии кои што ништо не судат против Дуј, значи нешто не е во ред. Судии, јавни обвинители кои најмалку 5 до 10 од нив се бивши функционери кои што биле еминентни функционери на Дуј и сега се јавни обвинители или судии, како ќе им поверувам ја утре дека тие може да ги судат своите шефови. Така да јас се согласувам со Венецијанската комисија, се што е во јавен интерес за било кого, во било кое време, граѓаните треба да знаат. Нормално ако се работи на штета на граѓаните и на државата. Тоа значи дека бомбите на ЛЧК треба да се објавуваат, а ЛЧК да биде третиран како сиркач. Видете, апсолутно, и господинот Заев тоа го објавуваше бомби, добро донесоа закон во Македонија да не се објавува. Човекот ги објавува од Америка. Ја не знам законот дали важи, дали може од друга држава, од Косово, од Германија или од Америка да објавуваат одредени разговори. Имаше и за одреден пратеник
во друга некоја социјална мрежа. Јас сум во принцип не за приватни разговори. Ја не сакам да ги слушам, тоа се нивни интимни работи. Меѓутоа, за тоа што е од јавен интерес и го имаат, нели, ние секојдневно имаме слики или злоупотреби на одредени функционери било каде во Европа и одговараат за тоа. Имаше во Австрија заменик премиерот и цела влада падна поради еден разговор на заменик премиерот. Зошто не се случува и кај нас? Кога некој ќе сгреши, мораме да се научиме да одговараме или да одат на одговорност тие луѓе кои што злоупотребуваат власт. Подобро така на време, отколку да ги оставиме тие да се соберат што повеќе материјали. Македонија има, или македонската влада донесе стратегија едно општество за сите. Да. При тоа дури формира цело едно министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, кое е всушност министерството задолжено да го спроведува оваа стратегија. Тоа е една сеопфатна стратегија, во 7 големи области се обидува да го направи општество за сите и општество кое е еднакво, во кое еднакво сите живеат и се развиваат. Што мислите за самата стратегија? Дали таа има добар почеток? Мислите ли дека министер поставен од ДУИ може да спроведе една ваква стратегија и како вие ја направиле таа стратегија, односно би ја спроведе? Стратегијата ја делумно ја прочитав, меѓутоа ангажиравме екипа, партијата кои што треба да ја прочитаат целосно и да дадат одреден фидбек, што мислиме. Како идеја е перфектна, мене ми се допаѓа и мислам дека ова општество нема друг пат освен тој. Меѓутоа ние ќе ги дадеме нашите забелешки, ќе ги однесеме директно и во владата, да ја дадеме како политичка партија. Колку владата сериозно приоѓа на идејата и концептот едно општество за сите, збори изборот на министер за спроведување на таа стратегија. Замислете, во наводници најспособниот министер го ставаат во тоа министерство и со тоа покажуваат колку сакаат стварно таа стратегија да биде утре вистина за државата Република Северна Македонија. Така да ова иронично го кажувам, значи требаше човек сериозен, а има сериозни луѓе, можеше да се најде министер подобар и посериозен, кој што навистина и во општеството и кај граѓаните ќе оставеше впечаток дека ова ни е сериозно, ова го мислиме и ова е иднината на Република Македонија. Вака мислам дека многу луѓе ќе игнорираат тоа и го гледаат како под подсмев. Така да јас сакам тоа да биде вистина. Јас живеам со тоа дека може тоа да се реализира и времето ќе покаже дека иднината на оваа држава е единствена по тој пат. Дали Гостивар работи на таа како општина? Ја често велам, ние немаме стратегија во Гостивар, меѓутоа официјални јазици ни се турски, Турција има 11%, македонски, албански. Гледам повеќе македонци кои што одат на курсеви за учење албански. Повеќе возрастни луѓе овде што се македонци зборат турски подобро од мене, албански да не зборам. Така да никогаш немало конфликти во Гостивар, не се случува и војната кога беше 2001, од Тетово бегаа доаѓа овде. Значи, не знам, некогаш последните, можеби 97 беше последниот инцидент што беше во Гостивар, после тоа ја мислам дека е пример и Гостивар може да се земе како рол модел за Македонија, бидејќи ја често велам Гостивар и Македонија мала Македонија, само што процентот е сменет македонци со албанци. Мислам дека треба да дојдат да копираат и да видат како функционира едно општество за сите. Стратегијата применете уште пред да биде донесена? Да. Немаме стратегија напишана, меѓутоа функционира. Дали сметате дека владата со Преспанскиот договор, со стратегијата едно општество за сите, со низа други непопулистички мерки, односно започнати процеси, може би го урна својот рейтинг
за доброто на долгорочните стратешки интереси на државата. Може би и таму лежи еден дел од тој неуспех на владата, особено затоа што за еден дел од тие процеси беше потребна поширока поддршка во парламентот, а да се подсетиме во 2016 година СДСМ освои 49 пратеници, дури двајца помалку од колку во МРДПМН. Видете, ја Дали гледате во често тоа? сум кажал дека симнувам капа на заев за потезите со преспанскиот договор, со договорот со Република Бугарија. Тоа се работи кои што без нив ние ќе бевме повторно како порано, бар немаше да бидеме дел од НАТО воопшто, до крајот на година ја се надевам ќе бидеме, и немаше ни да се збори за преговори со Европска Унија. Овие се огромни два потеза, во кои што тој беше сконцентриран скоро една година. Ја мислам дека година дена тој само на тоа работеше, многу малку беше во државата, дури го повикува, врати се во Македонија и тука има проблеми. Тој можеше паралелно. Значи владата не е еден човек, има луѓе кои што се во одредени министерства. 26 министри. Да, 26 министри, секој во своето поле по нешто барем да се направеше. Дека тоа влијаело, дефинитивно влијаело, дека ќе се запамти како човек кој што ги направи овие два големи потези, многу значајни за постоењето, да речам, на Република Македонија, тоа е неспорно. Меѓутоа, ете, да видиме, ако се редовни избори, има уште една година да направи одредени реформи, мада екипата со која што после метлата ја гледаме, јас сум скептик, меѓутоа сакам да грешам, сепак без разлика изборите се избори, потоа продолжува животот, битно е за сите нас. Без разлика од која политичка партија, мене ми е битно во државата да почне да тргне, да оди како што треба. Одредени криминалци кои што злоупотребиле, без разлика турци, албанци, срби, македонци, било кој да е, нека одговара, да знаат тие кои што ќе дојдат после нив, ако злоупотребат, ги чека истото. Прво што велат дека правдата треба да функционира, тоа ви е првата работа. Па потоа и другите работи поради кои што младите бегаат. А за мене тие две работи се образование и здравство. Да, мислите, нашите меѓународни пријатели бараат од нас да спроведуваме Правдата. Апсолутно. Дали верувате дека Македонија во наредните неколку месеци ќе успее да спроведе некаква правда? Би сакал, се надевам, и ако биде тоа ќе бидат првите чекори во кои што некако ќе почнеме да веруваме дека ќе не биде. Ако не се направат никакви, повторно се направат некакви компромиси, да се пуштаат, да бегаат. Значи, овде се апсат луѓе кои што поминале на црвено на семафор или украле 40 кебапи, и тие кои што ги знаеме сите дека се милиардери и како се дојдени до тие пари, тие се на слобода уживаат и дури се блиски до власта. И веднаш тоа ти причинува некакви фрустрации. Мислам, кај сите граѓани, тоа не е, да речеме, поединечно. Дали некојаш би коалицирале со ВМРО-ДПМН, вие не ја исклучивте таа? Не можам да речам, значи но колку ВМРО-ДПМН според вас е партија со која вашите партиски заложби би можела да биде ускладена? Јас би ви кажал дека 2017 година, крај на јануари, Дуи викаше дека има 5 опции. Со ВМРО, со СДСМ, со РДК, со странците, со никого, сами, нови избори. Ние велевме едно. Дека една можност имаме и една опција имаме само со СДСМ. Нема друга опција. Мора режимот да падне. И нема компромис тука. И тоа го плативме во 2017 година, истата година, после 10 месеци на локалните избори. Значи, велевме дека само мора да падне, и со тие што инсистиравме и кај меѓународниот фактор, и кај Дуи, инсистиравме и кај Дуи тогаш, дека нема друга опција, мора оваа да биде со оваа. За 10 месеци во октомври на локални избори добивме Заев да дојде гостивар, Струга, Тетово да ги промовира, да беа добри кандидати на Дуи, немаше никаков проблем. Меѓутоа, одредени луѓе за кои што постоја сомнежи, не велам дека се криминалци, постоја сомнежи за злоупотреби,
да ги промовира како тие се идеални, дека владата само нив ќе ги поддржи, ако изгубат тие нема да има проекти во тие општини. Се случи Гостивар да победи опозицијата. Видовме дека тоа што го кажува премиерот, што беа во спротивност со препораките на Прибе, например, и се случи. Гостивар не можеше совет, не можеше буџет, и одредени функционери на ДУИ вика, ви рековме ние дека мора да гласате за ДУИ, инаку вака се однесува. И сега во локалните избори во Дебар повторно се случи, ДУИ, СДСМ и ВМРО да бидат заедно против алијансата, да се изгласа градоначалник на Дебар, плюс донесоа и оклопни возила, плюс премиерот 2 дена пред избори стигна и кажа како Села е голем националист, дека мора да се гласа за ДУИ. И во каква ситуација сме ние, на човек на кој што се обидовме, не знам колку помогнавме, не скромна помош му дадовме за да му дадеме шанса, и не се врати вака, зошто да бидеме одбојни кон сите, кон една партија. Ако видиме ВМРО се дистанцира од Груевски, ако ја прифати програмата, утре ако имаме бројки со кои што може да се комбинира, да се направи нова влада, зошто а не? И со Заев не исклучуваме никаква соработка или со СДСМ. Со двете опции се отворени. Дури јас памтам дека измеѓу двата круга на локални избори во Гостивар, нормално, мене ми беа потребни сите гласови. Зборев и со турци, и со роми, и со власи, и со ВМРО, и со СДСМ. Во една емисија кажав дека идеолошки алијансата е поблиска на ДУИ, на ДПМН, мислејќи дека ние сме десна партија и ВМРО е десна партија, и тоа се злоупотреби од ДУИ и од СДСМ, од еден портали на СДСМ го вртеа како алијансата е нонстоп во соработка со ВМРО, е против ова, само да не прикажат во лошо издание, а немаше врска. Еве, најодговорно тврдам, немало официјална средба никогаш на лидерот на алијансата со ВМРО, што не се исклучува понатаму евентуално и да се сретнат, да имаат некаква средба. На локално ниво сме имали. Меѓутоа на централно ниво за сега ни не планираме, понатаму ќе видиме. Меѓутоа велам дека ние како политичка партија мораме да направиме и да почнеме некаков контакт и со ДУИ, што мислам дека не е нормално. Ние една година немаме никаква комуникација, освен во Гостивар со советниците, како со ВМРО, така со ДУИ и со СДСМ, комуницираме, меѓутоа на централно ниво, што мислам дека повторно не е во ред. Уште едно прашање за партијата, кое верувам не го сметајте за провокација. Велите дека имате и членови македонци, имате членови роми, турци, полно, да. И така натаму. А партијата се вика Алијанса за албанците. Може би е време да ја ребрендирате партијата? Не, сега не. Меѓутоа понатаму ќе размислиме и за тоа. Зошто не? Не велам сега веднаш, меѓутоа се повеќе го користиме и ние терминот Алијанса, така и народот се повеќе не викаат како Алијанса. Меѓутоа името со кое што сме регистрирани Алијанса за албанците, така ќе продолжиме. Кога ќе видиме дека веќе има потреба, може да се случи тоа, може да продолжиме и како Алијанса. Не велам дека ќе го направиме, меѓутоа кај народот повеќе не викаат и не распознаваат по терминот Алијанса. Алијанса значи убав збор. Збор што ги спојува повеќе групи, повеќе луѓе. Вие сте доктор. Да. Исто така, вие сте градоначалник, вие сте генсек на една политичка партија која не е во власт, па да ги ужива комодитетите и алатките на бидувањето на власт. Како сето тоа во еден човек може да го ставите, да го искомпонирате, дали еден ден во неделата имате за еден таравари, па вториот ден за вториот таравари и така натаму, или имате некој што ви помага во тајм менеджментот? Не, а секогаш работам во екипа. Значи во општина Гостивар, во кабинетот се околу 10-15 луѓе кај што нема возрасен повеќе од 40 години. Сите се подобри од мене. Јас сум само како диригент меѓу нив. Сите работи тие ги вршат.
меѓутоа одат на име на Таравари, меѓутоа за сите успеси се како резултат на нивна, да речам, не 8 часовна, туку некогаш и 10-15 часовна работа преку ден, кај мене одат позитивните поени. За грешките јас сум крив, оти ја им давам лоши наредби. За пациенти еден ден, секоја среда, тој ден е одмор за мене, уживам. Тоа ми е недела, инаку сабота и недела работиме на терен нон-стоп, немаме. И како генерален секретар имаме екипа, распределени по сите региони, некојаш заедно со нив, некојаш после работа, некојаш на кафе. До сега успевам, понатаму нормално, ние така и ја гледаме политичката партија, максимум не се два мандати за генерален секретар или председател, за да им отвориме пат на помладите. За градоначалник за сега не планирам друг мандат, мислам дека доволно ќе биде еден само да воспоставиме нови стандарди, и кога ќе воспоставиме нови стандарди на транспарентно работење, многу тешко ќе биде на некој што ќе дојде после мене, без разлика дали е од мојата политичка партија од друга, меѓутоа мора да се придржи. Се да биде на веб страната, се да биде транспарентно, секој граѓанин својот предмет да може од дома да го гледа кај кој е референт, до каде е стигнато и кога ќе биде готово. Така да и како генерален секретар понатаму ќе најдеме и имаме полно луѓе кои што се добри и таму планирам полека. Ја сакам да си го продолжам животот како доктор, оти таму се осеќам најсуверен и најубаво. Едва и чекам да заврши мандатот и да продолжиме со вообичаената работа со студенти и со пациенти. Сега некој трие раце веќе после ова интервју, веројатно и во партијата, меѓутоа и во другите партии, Таравари. Во партијата знам дека имав огромен притисок од членството во Гостивар да се кандидирам. Оти тогаш бев министер за здравство. Повторно имам огромен притисок да почнеме кампања за втор мандат, меѓутоа тоа е договор меѓу нас. Јас лично не би посакал, меѓутоа да оставам, оти секогаш ми викаат не викај пред јавноста дека нема да биде, оти може да се случи. Така меѓутоа шансите се минимални. Така да моето бавење со политика, не моето, туку сме екипа од 10-15 луѓе, повеќе е како мисија отколку како политички мандат. Повеќе е нешто да дадеме на општеството од нашиот живот, отколку да земеме нешто од тоа. Така ја би сакал што поскоро да продолжам со професијата.